Во областа која покривам, значи претежно надзорите кои се спроведува се однесува на Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, кои имаат еден огромен удел, најголем удел, можам слободно да кажам, и по бројот на инспектори, и по бројот на надзори кои ги спроведувам. Ние квартално водиме детална евиденција, извештаи добиваме од самите инспекцијски служби со бројот на надзори, понатака ги прибираме и плановите кои се доставуваат до нас во однос на кварталите. Тие се од прилика, значи пазарниот инспекторат на квартално ниво обавува околу 8000 надзори. Значи вкупно со сите инспектори со кои располага. Државниот трудов инспекторат се движи измеѓу 8 и 9000, значи во зависност од кварталот и во зависност од бројот на инспектори, затоа што тоа е жива материја, дел од нив одат на годишен одмор, некој на боледување или е, да речеме, одсутен од работа или пак во пензија, така натака. Значи таа варира, меѓутоа се движи во тие рамки. Каква е сега инспекцијската постапка? Видете, инспекцијската постапка што се однесува на делокругот на работење на инспекторите е, вака можам слободно да кажам, еден сплет на повеќе активности кои на некој начин се многу различни во споредба со европското искуство. Значи, тоа е резултат на одредени реформи во минатото што се спроведува, се со цел да се зголеми искористеноста на потенцијалот кадровски што го имаат инспекцијските служби, а на начин за да може да се заштитат и материјални средства и така натака. Меѓутоа има и спротивна страна од таа реформа, од таа дека самите инспектори во оваа постапка што ја нарекуваме инспекцијска постапка имаат премногу врски и премногу се дефокусираат од основата на инспекцијскиот надзор, а тоа е утврдување на фактичка состојба на самото место. Инспекцијската постапка, сега ќе ви кажам, значи таа се состои од прво планирање на инспекцијскиот надзор, спроведување на инспекцијски надзор, теренски, значи, составување на записник. Во записникот се наведуваат битните неправилности кои се затекнати на самото место кај субјектот на надзор. Понатака, во зависност од утврдената состојба, се изрекуваат одредени мерки, инспекцијски мерки кои претежно се изрекуваат во форма на решение, со задолжување на субјектите или се изрекуваат парични казни, како што се платни налози и така натака. По завршување на оваа постапка, по поминувањето на рокот со кој субјектите се задолжени за да ги исправат неправилностите што се констатирани во записникот, следува контролен надзор. При контролниот надзор повторно се утврдува состојбата. Доколку субјектот ги отстрани неправилностите, постапката се запира. Доколку не се поднесуваат прекршочни пријави, кривични пријави, во зависност од предметот, службата и обемот на направените неправилности. Понатака, инспекторот е должен поднесокот за прекршочна и за кривична пријава понатака исто така да присуствува на судски рочишта. На тој начин самата инспекцијска постапка, како што самите гледате, е преобемна и на некој начин ние во нашите напори да го реформираме инспекцијскиот систем ги увидуваме овие потешкоти и така да ние во иднина ќе излеземе со предлози конкретни.